Добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Урбаните вести. Од денеска почнуваат обуките за елементарно совладување на знаковниот јазик за потребите на фармацевтите, соопшти Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија. Се предвидуваат низа обуки во повеќе градови со основна цел да се воспоставуваат услови за подобра и ефикасна комуникација на фармацевтите и глувите пациенти. Со ова информација започнуваме за денеска. Еве што друго ќе погледнете во Урбаните вести. Општина Бутел донираше 30.000 денари за жителите од опожарените куќи од Циглана. Од денеска до 10 јануари новогодишен попуст во Феникс. Солунскиот градоначалник во посета на Скопје. Советниците од општина Бутел денеска одлучија со еднократна парична помош од 30.000 денари да им помогнат на жителите од скопската населба Циглана, кои во пожар ги изгубија своите домови. Во меѓувреме, истите се сместени во одморалиштето во Љубанци. Советот на општина Бутел денеска свика итна седница, на која со 15 гласа за и ни еден против, ниту воздржан, беше изгласана предлог одлуката за помагање на семејствата од опожарените куќи од населбата Циглана. Општината со еднократна парична помош од 30.000 денари им излезе во пресрет на околу 120 луѓе, кои останаа без покрив над глава. Донесуваме одлука за доделување по 30.000 денари за секое семејство, меѓутоа тие средства нема да бидат поединечно дадени, туку напротив ќе бидат доделени на жиро сметка која што или на координативно тело која што ќе биде формирано и која што ќе биде каде што ќе има член од општината Бутел, од градот Скопје, од местното население и мислам дека така доколку сите се организираме, сите се мобилизираме, мислам дека како што рече во една изјава еден од граѓаните дека можеме ние во рок од 40 до 50 дена да ги оспособиме првично условите за повторно граѓаните да се вратат во своите домови. Се надевам дека и денес упатуваме еден апел до сите добронамерни, хумани луѓе, до сите организации да дадат свој придонес. Ние жиросметката ќе јавно истакнеме во медиумите и се надевам дека и други активности ќе бидат преземени после седницата на владата која што денеска ќе биде исто ќе има точка на дневен ред во врска со овој немилост. Семејствата чии што куќи изгореа се привремено сместени во државното одморалиште во Љубанци, истакна Латиновски, притоа додавајќи дека биле преземени сите неопходни мерки за обезбедување на пристојни услови за престој. Како локална самоуправа, јас како градоначалник, заедно со градоначалникот на градот Скопје, заедно со некои други представници, излеговме и дадовме свој придонес како граѓаните од опожарените куќи не останат под ведро небо. Пеаме да ги сместиме во населеното место Љубанци, во детското одморалиште. Таму беше една состојба каде што мораше потхитно да се интервенира во однос на техничките услови кои што треба да се создадат во однос на струјата, во однос на водата, во однос на затоплувањето. Сето тоа се направи. Мислам дека сакам да изразам голема благодарност до Црвениот крст на Република Македонија, до Министерството за труд и социјална политика и секако сите оние кои што во тој момент излегоа во пресрет. Латиновски упати апел до сите граѓани и политички партии, велејќи дека сега е вистински момент да се покаже хуманоста на дело и да се стави крај на верувањето дека политичарите се меѓу народот само пред избори. Од денеска започнува новогодишниот саем на книги на издавачката куќа Феникс со попусти од 50 до 80% на сите изданија на Феникс, кои ќе бидат изложени во двете книжарници во Скопје. Над 10.000 книги и други изданија како боенки, сликовници, лектири за основно и средно образование, енциклопедии, бестселери, прирачници за домот, семејството и здравјето ќе бидат понудени на годинашниот новогодишен саем на книгата, кој ќе се одржи под заедничкиот слоган "Книги за сите генерации". Саемот ќе трае до 10 јануари, а просечната цена на книгите ќе биде 100 денари, додека боенките ќе се продаваат по 10 денари, сликовниците по 15, лектирите по 50 денари, хороскопските знаци ќе се продаваат по цена од 30 денари.
Целта е на сите заинтересирани читатели, ученици, студенти и граѓани, да им се овозможи да набават книги како најубав, но и најевтин подарок за другите, но и за себе. Инаку во текот на едномесечниот новогодишен сајм на книгата во Феникс ќе се одржат повеќе промоции, трибини, средби со писатели, курсеви за креативно пишување, сликање и дизајн на книги, а ќе бидат соопштени и добитниците на наградата Прозни мајстори. Заради празниците кои што доаѓаат и целата атмосфера, се одлучивме да и она што ние го имаме во Феникс да биде исто така достапно за читателите и затоа имаме одредени попусти. Не се мали, бидејќи имаме дури до од 40% до 80% на сите наши изданија, различно се разбира, белетристика, нешто детски изданија, имаме научни енциклопедии и се она што е во нашата нешто располагање во нашата книжарница. На што најмногу се однесува попустот, на кои изданија? Па нема конкретно да кажеме, нека повелат граѓаните да видат со што располагаме моментално. Имаме некои нови изданија, меѓутоа литература исто така има попусти, бидејќи имаме електронни изданија, меѓутоа има боенки, сликовници, сите тие имаат попусти, можеби најголеми. Меѓутоа нема да се ограничиме само на нив, туку и на другата литература, бестселерите исто така, ќе имаме попусти, затоа еве повелете да идете. Градоначалникот на Солун Јанис Бутарис е во официјална посета на Скопје. Тој денеска пред Стопанската комора на Македонија ги презентираше економските и туристичките можности на градот Солун, Република Грција. Посетата е на иницијатива на економско-трговското оделение од Канцеларијата за врски на Грција. Оваа информација ја пренесува Томислав Атанасовски. Јанис Бутарис, градоначалникот на Солун, е во официјална посета на градот Скопје. Тој денеска оствари средба со председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски и со скопскиот градоначалник Гоце Трајановски. Бутарис дојде во придружба на околу 100 грчки компании кои разговараа со околу 70 нивни колеги македонски бизнисмени. Пред Стопанската комора на Македонија ги презентираше економските и туристичките можности на Солун, а посетата е на иницијатива на економско-трговското оделение од Канцеларијата за врски на Грција на градот Солун. На пресот со новинарите Бутарис се започна со малку негова историја. Тој нагласи дека неговиот прадедо е од Крушево, а прадедото на неговата сопруга живеел во Скопје, на местото каде што сега се наоѓа италијанската амбасада. Денесната средба, значи една средба родсо за градот Солун. Во Солун доаѓаат доста скопјани, дали на просетка, дали за да пазарат нешто, да купат нешто на шопинг, а посебно во летниот период одат многу поради одморите. Целта на денесната средба е да ги зголеми, значи, да ги зголеми контактите и меѓу двете држави. А посебно меѓу двете градови, градот Солун и градот Скопје. Не само скопјаните да го откријат Солун, но и солунчаните да го откријат Скопје. Но за да се оствари тоа, треба да има промоција на градовите. На новинарско прашање колку македонците го посетуваат Скопје, Бутарис одговори дека само руските и украинските туристи го посетуваат повеќе и трошат повеќе во Солун. Тој сака Солун да го направи град на младите и скопјани да го запознаат Солун, исто како што сака солунчани да го запознаат Скопје. Инсистираше да биде сватен како градоначалник кој не е политичар и само сака да ја развие соработката меѓу Скопје и Солун, но посочи дека политичарите треба да го слушаат гласот на народот кога донесуваат политички одлуки. По повод Светскиот ден на УНИЦЕФ 11 декември, денеска на денот на човековите права во основното училиште 11 октомври во општина Центар се организираше завршна манифестација на ликовната работилница, која се одржуваше изминатите неколку дена во ова училиште. Сликите ги изработија учениците од трето оделение на тема Цвеќе на мирот, во соработка со уметникот и хуманист Живко Поповски Цветин, а секој дете си доби слика и секако порака за мир и поубав живот во светот. Денес на денот на човековите права овде во основното училиште 11 октомври амбасадата за мир Македонија како соработник во оваа изложба ја организиравме меѓу учениците од трето оделение. Сликите што беа изложени беа подарени на децата во 3 ликовни работилници што беа пред неколку дена
создавани и работени овде во ова училиште, така да тие слики одат во нивните домови како една порака за мир, за дом и храна и љубов за сите деца во светот, што денеска ми се чини таа идеја овде прв пат веројатно и во светот на ваков начин се празнува овај ден и верувам дека тоа се есенцијалните потреби на сите луѓе, особено на децата. Заедно со над 60 дечиња, нивните родители, наставниците и гости го одбележавме овај денот на УНИЦЕФ на детето на еден ваков начин, со една ваква порака и верувам дека тоа ќе значи многу и за нас, а исто така верувам дека тоа ќе биде едно зрнце во напорите на сите луѓе, добронамерни луѓе во светот за мир и за поубав живот на целата наша планета. Градежните екипи на град Скопје и општина Ѓорче Петров ги финализираа активностите за поубави улици. Градежните екипи на општина Ѓорче Петров го реконструираа последното парче од улицата Пеклање во населбата Даме Груев, во должина од 180 метри и широчина од 7 метри. Со реконструкцијата е опфатена и обновата на канализацијската, атмосферската и водоводната мрежа, со што во целост се заокружени проектот на санација и изградба на собирните сообраќајници во општината, информираат од Ѓорче Петров. И екипите на градот беа активни околу подобрување на сообраќајната инфраструктура. Се изгради трета коловозна лента на улицата Скупи, пред вкрстувањето со булеварот 8 септември, со што крстосницата е проширена во должина од 200 метри. Проширувањето е изведено на површина од околу 920 квадратни метри. По должина на новата коловозна лента е формиран нов тротоар со површина од 400 квадратни метри, покриен со асфалт. За изградбата на третата лента од буџетот на градот се издвоени 3,5 милиони денари, а работите ги изведоа екипите на улици и патишта, информираат од град Скопје. Општина Киселавода изминатиот викенд го започна новогодишното украсување на низина територија. Годинава украсувањето и декорирањето на повеќе локации низ општината го врши фирмата Link Media Plus од Скопје, која треба да заврши најдоцна до 15 овој месец. Украсувањето почна на влезот на општинската територија, односно булеварот Борис Трајковски, од Стара рампа до крстосницата со улицата Народни херои, паркот спроти општинските бараки каде е поставена и 10-метарска новогодишна елка, а украсени се и влезовите во населбите Драчево и Пинтија. Деновиве треба да заврши и украсувањето на плоштадот околу црквата Света Петка, почетокот на улицата Огњан Прица, се до спојот со улицата Димо Хаџидимов, како и плоштадот околу Шампионче, а ќе се украсат и парковите Шопен, Пушкин, Македонија и паркот на бранителите во населбата Драчево. Општината за новогодишно украсување на незина територија ќе издвои 2.124.000 денари или околу 34.530 евра. Во Скопје Сити Мол на вториот кат од денеска до 30 декември се организира новогодишен базар. Поделени во две етапи, свое представување ќе имаат 40 македонски занаичии, кои ќе понудат во продажба традиционални и современи македонски рачно изработени предмети, подароци за престојните празници, новогодишни честитки, предмети од керамика, накит, рачно изработена хартија, бакар, стакло, модни додатоци, додатоци за дома, дрвени предмети и филиграни. Проектот го имплементира Македонската артисанска трговска асоциација. Денеска и утре последни надпревари од фазата по групи во Лигата на шампионите. Кристијано Роналдо, Френк Рибери и Лионел Меси се тројцата финалисти за наградата Златна топка на ФИФА и Франс фудбал. Повеќе за спортските вести по рекламите.